Инструкторката за нуркање Маира Томас одржува часови за нуркање на група жени од Соединетите Американски држави. Таа ги донела во Панама за да ги истражат подводните чуда на националниот парк Коиба. Нуркањето е претежно машки спорт, вели Томас, која ги приспособува своите нуркачки инструкции на жените. Како да се обучат жените да нуркаат и да се применат овие знања и вештини кај нив, но исто така чувствувам дека на жените им треба малку повеќе грижа. Томас, која 15 години се занимава професионално со нуркање, вели дека честопати била одбиена за работа затоа што била жена. Потенцијалните работодавци тврделе дека таа не може да извршува тешки работи или може да биде премногу емотивна во екстремна ситуација. За да им помогне на повеќе жени да се вклучат во нуркање, таа го започна Scuba Mermaids пред неколку години. Со седиште претежно во САД, тоа е онлайн заедница на жени кои патуваат и нуркаат заедно. Стефани Бенџамин, полицајка од Американската сојузна држава Тексас, вели дека нуркањето е бегство од стресот на нејзината работа. Scuba diving is so calming. Нуркањето е многу смирувачко. Во океанот е студено. Влегуваш внатре и се дружиш со желки. Не мора да разговараш со никого. Тоа е како да си на Марс, како во дивина. Лорен Грин, учителка по пливање од Канзас Сити, Мисуири во САД, вели дека луѓето често се изненадени кога таа ќе им каже дека нурка. Ова ми дава можност да им покажам на другите млади афроамериканки дека нуркам, дека сум афроамериканка и дека и тие може да го прават тоа. Не се плашите. Се што треба да направите е да вложите труд, да вложите време и да стекнете знаење. Геј Кол, медицинска сестра од Тексас, доби сертификат како нуркачка пред околу 2 години на 59 годишна возраст. Таа вели дека треба напорно да работи за да остане во форма за нуркање, но нејзината возраст не ја спречува. Јас сум убедена дека годините се хронолошки термин и не можеш да ја смениш годината кога си роден. Стара е психолошки. А јас во мојата глава имам околу 35 години, па би можела да нуркам уште 35 години. За само неколку години заедницата Мармаид порасна од 80 жени на речиси 5000. Членките велат дека носењето розово под вода е нивниот начин да покажат дека се силни авантуристички жени.